еден студент кој ќе заврши факултет не смее да нема почувствувано реална атмосфера, реална работна атмосфера и реални работни обврски. Практичната настава може само да биде од корист. Откако практичната настава стана задолжителна, некако се зголеми свеста и кај компаниите, и кај самите студенти, и кај факултетите кои што организираат практичната настава. Она што е автентично за нашите пракси е тоа што тие се достапни на една голема онлайн платформа. Моментално на платформата на isec.org има околу 100.000 пракси. Од страна на студентите кои што си го пополнуваат профилот, треба да прикачат CV и при тоа во самиот профил треба да ги прикажат нивните вештини кои што ги имаат. Самото интернационално искуство нуди многу поинаква перспектива на сите студенти, со тоа што тие едноставно влегуваат во еден цел нов свет. Може да доживеат културен шок, може да искусат нови култури, можат едноставно да се пронедат себе си и да се надоградат себе си во друга средина. Македонија 2025 нуди практична работа, односно практично искуство за оние млади амбициозни луѓе кои што навистина сакаат да се запознаат со работата во невладиниот сектор. Ние нашите практиканти дефинитивно ги препорачуваме на одредени компании, оние кои што се квалитетни дефинитивно сакаме да ги задржиме, но доколку практикантот сака да продолжи со работа на друго место, ние даваме препораката за тој човек за многу брзо да може да си најде постојано работно место. Студентите во Стопанска банка, освен теоретското знаење, се стекнуваат со практично знаење и искуство, пред се од областа на банката и банкарското работење. Од нив најмногу зависи колку ќе научат, од нивното љубопитство, желба и амбиција за истото. Ке нас праксата е full time, 8 часа од понеделник до петок, што значи уште од почетокот они се стекнуваат со здрави работни навики, а најмногу ги развиваат и своите меки вештини, како што е комуникација, организација, презентација и секако неизоставен и најбитен дел е тимската работа и соработката со колегите. Self-aware, world citizen, empowering others и solution oriented. Тоа се тие 4 карактеристики кои што секој наш практикант ги развива на ISEC пракса. Јас би издвоила тоа што стекнав многу голема самодоверба. Искрено многу бев прво несигурна у себе, дали ќе можам да ги завршам некои врски, дали да не кажам нешто што не треба, да не напишам нешто што не треба и такви работи, ама сега сваќам дека све се учи, имам многу поголема самодоверба на деловно поле, со комуникација со луѓе од компании, мрежување е просто кажано. Контактите понатаму по било која сфера се многу битни, а праксиве се да речеме еден влез до на врата до сите тие работи и за понатаму и за работно место и практичната настава е исто толку битна колку и наставата во теорија што имаме на факултет. Јас прво сум зачудена од тоа како голем дел од студентите земаат само потврда за да однесат на факултет дека посетувале практична настава, меѓутоа навистина праксата има многу голем удел во изградбата на еден млад просперитетен студент. Значи, стекнување на работни навики, да видат што навистина се работи таму, да видат дали таа работа на нив ќе им одговара, можеби треба секој студент да посетува практична настава за да види пред се на него што повеќе му одговара и што сака да работи во животот, дали него тоа ќе го исполнува. Од лично искуство можам да кажам дека оние студенти кои сериозно барале пракси, сериозно сакале да научат нешто повеќе, денес се вработени и многу полесно може да најдат работа отколку оние студенти кои сакале да поминат полесно. За жал, тие студенти многу потешко се снаоѓаат, многу потешко знаат да се продадат на пазарот на труд и многу потешко ја стекнуваат онаа работна навика која што е потребна и која што ја бара работодавецот. Ги запрашав студентите како си ја замислуваат практичната настава. Според нив, идеалната пракса била составена од мал дел теорија, поврзано за област што им е важна, и уште повеќе практична работа, со помош на ментор. Доколку немате ментор, оставени сте сами на себе и не можете многу да научите. Меѓутоа со ментор кој што е искусен, кој што има желба да ви го пренесе знаењето, стекнувањето на овие вештини е идеалната формула за успешна пракса.
мислев дека ќе биде само праќање мейлови, само комуницирање, ама има многу по-големи обврски од тоа и стварно гледам како всушност се работи, како се комуницира. Ајде во денешно време можеби не во некоја значителна мера, ама мислам дека таквите кафе пракси како што ги нареков, во значителна мера се намалуваат и мислам дека искрено таквиот мајндсет треба се повеќе да се намалува и дека тоа не е пречка за ние да се останеме во комфорт зоната и да не излеземе надвор од неа и да не почнеме на пракса, заради тоа што не може да седиш дома заради тоа што си викаш не одам на пракса ваму затоа што ќе носам кафе или не знам не одам на пракса ваму зашто ќе носам кафе, мора екшени некогаш да отидеш на пракса за да видиш дали ќе носиш кафе или не носиш, за да знаеш дали отидеш пак ако си носил кафе или не, или дали да не отидеш и да си бараш среќата, тоест кариерата на друго место. Ако сакаат навистина да научат да работат, дека ќе научат. Од друга страна, ако се незаинтересирани, можеби навистина ќе го прават само тоа цело време, не знам, ете фотокопири, праќање по кафења, меѓутоа сепак мислам дека тоа зависи од самите студенти. Значи како ќе се постават, така ќе им се возврати. Практикантите збогатуваат нашата организација на повеќе начини. Најпрво младежкиот дух кој што го носат во организацијата, самата да речам проактивност и иницијативност од нивна страна помага да ние работиме попродуктивно, да останеме мотивирани и секако со самото тоа што носиме нови луѓе, носиме свежи идеи, свежи перспективи кои што потоа понатаму можеме да ги искористиме и во имплементирање на нови работи, нови проекти и така натаму. Ништо друго не може да ви помогне повеќе од пракса на која што ќе дадете се од себе. Тоа ви е можност за докажување. Ако не искористите, ќе искористи некој друг. Значи практична настава да, и меѓутоа со еден одговорен пристап и со јасно поставена цел. Од кога ќе видиме дека сите веќе биле на пракси, имаат искуство, имаат контакти, се запознаваме некаде поставени и да, си викаме леле зашто јас на време не почнав. Топло ја препорачуваме пракса. Едно најпозитивно искуство на свет. Сепак ние се запознавме вака. Да.